Во Беровско расте бројот на регистрирани земјоделци. Оваа констатација денес беше потврдена на заедничката средба помеѓу земјоделците од Беровскиот регион и заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Чувам околу 300 грла овци. Сега сум аплицирал само за земјоделско земјиште, друго не сум, сега ќе почнеме. Имаше стар јаболков насад, на истото место засадивме нов вишнов насад, каде ставивме систем капка по капка со помош на парите на средствата од Агенција за финансиска поддршка. Апелирам до сите млади земјоделци да не се плашат, да пробаат, да работат, сточарство, земјоделство, било што. Најголема сатисфакција за нас е тоа дека постојано се зголемуваат барањата на повеќе јавни повици, на повеќе јавни огласи, било да е тоа за доделување на земјоделско земјиште, каде што воведуваме и транспарентна постапка за доделување на земјоделското земјиште и за комерцијални намени, меѓутоа и за оние кои што сакаат локално, семејно да се занимаваат, да можат да екзистираат како фамилии, да обезбедат нормална екзистенција, да прехрануваат семејства, да обезбедуваат образование. Освен самостојните земјоделци, задоволство од резултатите и искористувањето на средствата преку разните програми кои ги нуди Министерството за земјоделство, покажа и фирмите кои во текот на изминатата година бележат одлични резултати. Имаме една успешна апликација во агенцијата ИПАРТ и веќе сме тргнати во реализација, така што следната година нашиот капацитет ќе биде некаде 300 до 500 тони слива, што е еден сериозен капацитет. Инаку средствата за располагање кои што ги има општина Берово за наредниот период изнесуваат околу 34 милиони денари. Со половина милион евра внесени во општина Берово, тоа е еден бенефит кој колку и да сакаме ние да кажеме дека можеме да го надоместиме преку собирање на данок од граѓаните, сепак тоа е невозможно. Преку програмата за рурален развој во наредниот период во општина Берово ќе се реализираат 3 крупни проекти, истакна заменик министерот Костадинов. Аплицираше со проект за изградба на кружен тек во Берово, кој што се поврзува со регионален прат во вредност од околу 8 милиони денари. Понатаму исто така и предвидено изградба на улица во село Смојмирово, исто така нова инвестиција и инвестиција во изградба на пат кој што е по локален пат Берово-Абланица, кој што е исто така нешкаде во вредност повеќе од околу 11 милиони денари, значи се вкупно некаде околу 21 милион денари.